Добро вечер, добре дојдовте во Што не е јасно, четврток со мене Искра Коровишовска. И слушнавте веќе од последните развојни состојби на тема Бугарија и посебно после кулминацијата, ако може така да се рече дека е кулминација она што се случи со инцидентот со секретарот на бугарскиот клуб и сите настани по тоа досега, веројатно е веќе јасно дека или пак стојат на маса две тези или две опции. Едната е дека е совршено добро осмислено сценарио за да дојде до тука, па да се прикажат македонците како причина за непријателство помеѓу овие две соседни земји, како лошиот полицаец, еве вака народски речено, или втората е апсолутната неспособност на актуелната власт да ги предвиди, изменаџира, искалкулира сите процеси кои се случува изминатите години и да може стратешки да настапи онака како што треба, прети се во однос на заштита на националните интереси и заштита на македонскиот идентитет, без разлика што декларативно постојано повторуваат дека е бетон, дека е зациментиран, дека едноставно нема опасност по бришење или по негово непостоење или исчезнување. И сега дали една од овие две тези ми се воопшто основани или не, првото прашање за мојот вечерашен гостин, тоа е младиот, но иако е млад, е сепак секретар за меѓународна соработка во ВМРО ДПМН, сериозен и перспективен политичар, често присутен во медиумските интервјуа, човекот кој има висок рейтинг во партијата и пред кога е една перспективна политичка кариера. Стефан Андоновски, велам добро вечер и добре дојдовте. Фала ви што, односно благодарам што прифативте да бидете дел од Што не е јасно. Благодарам многу за поканата и поздрав до вашите гледачи. Ова е прво мое гостување во Што не е јасно и навистина ми е драго што имаме можност да поразговарам. И ајде веднаш, која од овие две тези во најавата сметате дека е вистините и ако не, која е вашата и зошто? Значи, дали беше совршено добро осмислено сценарио од кого, бугарските служби, други странски служби и слично, или пак е апсолутна неспособност на нашата влада да го изменаџира целиот овој процес во интерес на Македонија? Тука морам да го кажам моето лично мислење, затоа што информациите кои што ги имам, кои што допираат до мене, ми се чини дека станува збор за еден изолиран инцидент кој успеа заради неспособност но многу повеќе заради понизност да влезе во еден поширок меѓудржавен наратив. Зошто изолиран инцидент? Затоа што се работи за едно младо лице кое што имаше проструја информации дека имало и лични и друг вид на проблеми и недоразбирање со луѓе во кои што го нападнале. Веднаш да кажам дека јас на ниеден начин не одобрувам насилство во било кој облик. Дали било лично, дали било поттикнато од некаков етнички призвук, дали имале некои недоразбирања во врска со должничко-доверителски односи. Насилство не е решение на ниту еден проблем, но се случило насилство, е инцидентот во Охрид, но мислам заради понизноста на владата, особено на Бујар Османи, тој влета во наративот кој што бугарските високи политичари го креираат, а особено го заострија знаејќи дека влегуваат во избори во април оваа година, уште едни во низата. Така што мислам дека наместо да почека системот да реагира, затоа што видовме дека за разлика од друг пат, во овој случај системот реагирал на прва. Имаме постапување на брзата помош, на полицијата, на обвинителството, така што требаше да се сочека да видиме која е вистината. Која вистина ќе утврди обвинителството и судот. Па потоа врз основа на таа вистина, која што нашиот систем ја утврдил, да му веруваме на системот и да постапи според тоа. Но Бујар Османи во оваа ситуација сакаше да изигрува и полицаец, и обвинител, и судија, и веднаш отиде во Софија, правдајки се таму дека се работи за етнички инцидент, веднаш го квалификува како меѓуетнички проблем, дека тој потекнал од население кое што претходно имало такви проблеми, самото тоа население, и заради тоа во целосна заштита застанува на жртвата. Јас не велам дека жртвата не треба да има заштита, но ајде да ја дознаеме целата вистина, па да си го заштитиме системот. Во случај Македонија да не постапела, да речеме не дај Боже, брза помош да не излегла на терен. Тогаш да, тогаш ние сме како систем треба да бидеме обвинети дека ние кон овие жртви не постапуваме како што треба. Но во ситуација кога целиот систем постапил, кога се обидува да расчисти ситуацијата, вие да не му верувате на тој систем и да влетате во ситуацијата како некаков спасител, единствено служи на личниот пиар интерес на Бујар Османи. Затоа што јас често кажувам, Бујар Османи како агенда ги нема македонските национални интереси.
И луѓето тука секогаш ставаат запирки и велат, аха, сигурно тогаш албанските ги штити. Не. Бојар Османи единствено ги штити своите лични маркетиншки интереси. Станува збор за неговиот профил, за неговиот лик, дека секогаш тој треба да биде во преден план и да се фотографира. Тоа му е намерата. Никогаш не му е ни една поголема агенда од таа, од личната. Но она што мене повеќе ме плаши е тој наратив кој што се создава во Бугарија. Точно затоа ве прашувам дали е осмислено сценарио длабоко без разлика на инцидентот, сите работи кои потоа се случуваат. Еве имаме високите бугарски политичари имаат еден, особено од таа една група која што е радикално десна, но поддржана и од поранешните комунисти во лицето на претседателот на Бугарија. И овде нема да ги обвинам бугарските граѓани. Ова е чиста политичка стратегија, но е многу длабока. Меѓународните здруженија и во меѓународните односи тоа сега се појавува како еден релативно нов феномен, наречен историски ревизионизам. И во Европа зема определен замав во мали меури, значи во мали групи. Тоа се радикални десни или радикални леви партии кои што повикуваат на негирање на историските факти, особено историски факти кои што се однесуваат на Втората светска војна, учеството на нивните држави во Втората светска војна, нивната војска, а особено таргет е Холокаустот. Како такви, јас не би сакал да ова да звучи како историска приказна, но како такви овие движења низ Европа земаат залет, особено кај некои структури кои што се незадоволни од сегашниот систем и како да си оправдаат своето место во историјата. Еврејските здруженија низ Европа, но и во Македонија, јас бев пред 2 дена присутен на промоција на филм за конференцијата во Ванзее, која што конференција ке германските нацисти во највисоките ешалони на власта во тоа време, на конференцијата во Ванзее го планираат the final solution или крајното решение за евреите, каде што се планираат овие индустриско уништување на евреите во овие логори на смртта и тоа е германска продукција. Значи германците сами преку фондацијата Конрад Аденауер, Гете институтот, германската амбасада ја организира оваа промоција на филмот, но и е германска продукција, сами ја раскажуваат вистината. Дека точно постоеле структури во Германија, постоела нацистичка партија која што тоа го правела, постоела војска армија која што тоа го правела и не мора се соочиме со таа историска вистина. И да ја повторуваме историската вистина, за да не се случат некои ревизионисти кои што ќе се појават и ќе речат не, тоа не е така. Во Бугарија имаме една таква структура, која што најмногу би сакала да заборави на историските факти, дека Бугарија била соработник на нацизмот и фашизмот, имала своја фашистичка влада и имала своја фашистичка окупација на другите територии и е соучесник во истребувањето на македонските евреи. Затоа што ние знаеме таа историска вистина. Постоеле вагони на бугарската железница, бугарски милицајци кои што ги испраќале овие луѓе во смрт и ниту еден од нив не се вратил. Над 7000 наши сограѓани евреи биле во таа група. Така што мислам дека оваа историска вистина треба да се повторува, а историска вистина од која што се плаши Бугарија. И сега на бранот на тој историски ревизионизам кој што постои во Европа, Бугарија има стратегија како да се избрише ова од историските читанки. И тоа го прави со една сериозна политичка стратегија јас би рекол последниве 30 на години, со зацврстени позиции многу сериозно последниве 5 години. Да, бидејќи начекаа на едно подно тло, односно актуелната наша власт. Разликата е како ќе се однесувате во ситуацијата. Многу е опасен овој тренд, се соочува и Германија со него, се соочува и Франција, и други, особено државите па и во истокот околу Австрија, Унгарија и така натаму, но многу е важно каква влада имате во Скопје. Затоа што ние се грижиме за македонските интереси. Сега Унгарија нека се грижи за своите, Германија за своите. Во Македонија имате мек стомак, кој што наместо да верува на својот систем, ајде да бевме, еве ќе ја завртам ситуацијата. Да беше опозицијата таа што треба да реагира. Ние сме први што ќе речеме полицијата не постапи, обвинителството не постапи, корумпирано е судството и така натаму. Но Бојар Османи го представува тој систем. Ако тој самиот не му верува на системот и оди во Бугарија да не клевети, по мене тоа е најсрамниот чекор кој што воопшто го направил. Прво, да оди таму и да кажува дека во Македонија тој му верува и верува на жртвата, не му верува се уште на системот кој што не се произнел. И во исто време да молчи на пресконференција каде што тој историски ревизионизам се појавува, каде што беше кажано, јас многу добро ја следев пресконференцијата, беше кажано Македонија продолжува со црните тенденции на насилства, убиства, омаловажување. Единствени црни традиции и тенденции кои што постојат во Македонија
се од времето на бугарскиот фашистички окупатор. И тогаш имаме и насилство, вадење ногти на нашите најголеми борци, Мирчацев, Страшо Пинџур, масакри, како оној во Ваташа, има и бројни други кои што се случуваат низ Македонија, и тоа се црните петна на македонската историја. Но вие како министар за надворешни работи на Македонија дојдете таму да молчите, да се смеете на таа пресконференција, да учествувате воопшто на таа пресконференција, кога ќе слушнете дека некој вели македонски црни традиции на насилство, дека се повторувале, тоа за мене беше можеби најнавредливиот чекор кој што Бујар Османи како човек, како министар го има направено. Што требаше да направи премиерот ако бивме една сериозно поставена и со квалитетни луѓе на чело на државата во една ваква ситуација? Премиерот веднаш влезе во одбрана на Бујар Османи. Мене тоа уште повеќе ме шокираше. Зашто прво не доаѓаат од иста партија и нема таква партиска обврска да си ги брани своите партиски другари. А како премиер на држава, мислам дека тој требаше поинако да ги постави од почеток работите за да не му се случи ова. Поставувајќи ги работите да Бујар Османи му ја води меѓународната политика, која што е сега исклучително важна, економските ресори да му ги води ДУИ, финансиските, а тој да се занимава со навреди и клевети кон ВМРО ДПМН, мислам дека тој знаеше кога ќе му се случи. Доблесна влада, целата би си дала оставка за ваков ексцес. Не само министерот за надворешни работи. Ние забораваме што значи лична и политичка одговорност, затоа што имате влади во исто толку развиени држави како нашата, кои што велат, луѓе, јас не можам вака да владам. Извинете, мој гаф, моја грешка, ева власта назад. Во овој случај имате така наречена европска влада, која што не знае што се попрво да направи од притисоци и уцени закани, само да остане ден подолго на тоа столче. Споредба за тоа имате влада, Австралија, Нов Зеланд, Западна Европа, која што вели, јас се чувствувам уморно и мислам дека треба да напуштам премиерската позиција. Тоа за нас е мисловна именка, тоа во Македонија мислам дека ќе ве сметаат за дека имате политички неузрян, дека сте за таков чекор кој што ќе го направите. Има еден пример меѓу последните, германскиот министер за одбрана кој само заради впечатокот во медиумите дека оцениле од неговата изјава за присуство во Украина е фино искуство и дека го оквалификувал како една интересна приказна, едно интересно доживување, си поднесе практично оставка. Затоа што тоа е доблесност на политичар. И ништо не е страшно да речете кикс, сгрешив, секој може да сгреши, но во исто време секој треба да поднесе одговорност и јас заминувам. Ќе дојде некој подобар, поквалитетен, поуспешен, поподготвен од мене, но тоа кај нас, мислам дека и граѓаните што во моментов не гледаат, малку се смеат на оваа ситуација, дека е практично невозможна, но за ваков гаф, каде што вас ве навредуваат на отворена сцена, вие еве веќе денови поминуваат, не коментирате ништо, а не коментиравте и кога најмногу требаше во моментот, за мене е поразително. Што значи фактот што предлогот на Пендаровски не помина на влада? Како го прецепирате малку пошироко политички? Знаеме дека во ситуациите кога им одговара, тоа и во минатото сме сведочеле на владата, тогаш се постоела таа една фина иста линија со шефот на државата, но кога не тој бил и омаловажуван и слично, имаме примери еден куп и порано и сега. Но сега подлабоко што значеше ова, сепак, иако доцна, иако можеби не се сложувам со еден куп работи кои ги изнесе Пендаровски по состанокот на Советот на безбедност, но сепак беше единствениот во тој момент кој што кажа по радикални чекори, позиции, не радикални, него како што требаше да бидат, односно како што треба и да се постапи кога ви е атакуван идентитетот и кога по сите основи сте вака деградиран, вредуван, омаловажуван, притискан. И потоа имате одлука на влада дека нема да има персона нон грата прогласување, нема да има забрани за влез и потоа имате еден куп офанзивни пораки од не само Џамбаски, туку и од останатите функционери, кои дури со атентатива конкретно Џамбаски се заканува, па веројатно фактот дека домашното маловажување на институцијата председател тие го злоупотребуваат на еден фин начин во сопствена корист. Но не ми е само тоа прашањето. Што за вас значи непостапувањето или неприфаќањето на предлогот на Пендаровски од страна на владата? Кратко би го прокоментирал Пендаровски во ситуацијава. Тој повторно делува малку како независен аналитичар, значи дава една слика, какви се состојбите. Тоа го прави малку за доцне, тоа го прави кога ќе почувствува дека јавноста оди во спротивна насока од тоа што е патеката на владата. И јас често се наоѓам во дилема дали човекот навистина го мисли тоа што го кажува, затоа што
на моменти ми делува дека ќе го каже, па после 2-3 дена ќе го смени ставот, па ќе задоцни во чекорите, па ќе каже некој коментар, па ќе се повлече. Но во ситуацијава неговата анализа во смисла на какви се состојбите беше повеќе или помалку точна. Да не беше на функцијата председател, ќе речев, окей, држи вода 60% од тоа што го кажал. Но препораката која што ја имаше, јас ќе ја кажав истиот ден кога Џамбаски беше во Скопје, тоа беше пред 10 на дена веќе, можеше да се јави, ги има на телефонски директен контакт и министерот за внатрешни, и министерот за надворешни, председателот на владата и им каже, јас како врховен комендант на вооружените сили, во исто време шеф на држава, сметам дека човеков треба да се испрати до граница и да му се каже дека веќе не е добре дојден во Македонија. Тој тоа очигледно не го направил, виде дека се крена тензијата и сега реагира. Непочитувањето на неговиот коментар е само едно во низата на непочитувањето на институцијата председател и на институцијата Совет за безбедност. Повторно ќе се вратам, ние како опозиција смееме тоа да го правиме, да го критикуваме. Дури јас внимавам институцијата председател не ја критикувам, го критикувам човекот на таа позиција. Но наша како опозиција, наше право и должност е да бидеме коректив. Право, должност и обврска на владата е да си го почитува својот председател и да си го почитува Советот за безбедност во кој што и таа е членка преку своји министри, тројца, четворица се таму членки, членови по закон. Непочитувањето дава уште еден чекор на слабиот стомак за кој што зборувавме и создава нова опасност, дека ќе постојат моменти во кои што Агенцијата за разузнавање, која што е директно под председателот на државата, војската, армијата, ќе имаат анализи, предлози, препораки или пак одлуки, заклучоци кои што нема се почитуваат од влада. И тоа е сериозен судар еден против друг и јас мислам дека тој судар може да донесе уште поголем проблем во овој меѓународен инцидент. Она што јавноста го пренебрегна, затоа што многу информации одеднаш дојдоа, е дека Пендаровски зборуваше и за странски агентури, кои што се вмешани во работата на високите бугарски представници кои што беа присутни, меѓу кои Џамбаски, но и во други. Тој така поопшто го кажа тоа дека други некои луѓе. Мене ова ми личи на сериозен безбедносен проблем. Ако дозволуваме странски агентури да се мешаат во внатрешните работи на Македонија, во работите на луѓе кои што доаѓаат во Македонија и се представуваат како големи политичари, и ако ние тоа го дозволуваме, покажуваме дека ние сме една порозна држава, безбедносно порозна држава, или често знаат да кажат издупчена како швајцарско сирење, во кое што не знам тогаш што работи Агенцијата за национална безбедност, не знам што работи војното разузнавање. Мојот впечаток е дека ниту Пендаровски не беше совршено соdoverба кон овие институции, затоа неколку пати им повтори во обраќањето дека очекува веројатно дека ќе Мислам дека постои нула комуникација помеѓу Агенцијата за разузнавање, Агенцијата за национална безбедност, војното разузнавање и другите безбедносно разузнавачки агенции во Македонија. Ние имаме Агенција за или Управа за финансиско разузнавање, која што па интересно, сега мала дигресија, ама интересно, нема поднесено кривични пријави. Барем тоа беше жалбата од страна на обвинителството дека по 2 поднесувале годишно или едноцифрен дека е бројот на кривични пријави кои што ќе поднесуваат. Но имате цела структура, тоа се илјадници, 1000 и повеќе од 1000 луѓе кои што работат во оваа област, кои што очигледно меѓусебно не комуницираат. А знаеме дека со тој закон кој што толку се фалеа за новата безбедносна заедница, имаме и координатор на сите овие структури кој што е во влада, зема сериозни средства и кој што би требало оваа комуникација да ја прави, да ја создава, особено за најважните прашања. Сега ако некој ми каже кои се топ 5 најважни безбедносни прашања за Македонија, најверојатно во топ можеби прво би било ефектите од војната во Украина врз Бугарија, односно врз нас. Значи кој е тоа е најверојатно првото прашање, како што 2015 беа мигрантите, сега цел свет, цела Европа е оптоварена со право со тоа што се случува во Украина. И како да видиме, ние сме зафатени од тоа, пошто секако сме зафатени. Ама не можеме да дојдеме до приоритетот бидејќи имаме суштинска непродуктивност, некоординираност и некоординираност, но мислам дека основата е корупција во оваа ситуација. Односно мислам дека раководителите на сите овие агенции кои што ги спомнав, попрво се занимаваат со себе, со своите кариери, со својата финансиска домашна состојба, со начинот на кој што можат да функционираат во системот, отколку што се занимаваат со ова крупно безбедносно прашање. Затоа што ова е, таму има експерти, во секоја од овие институции има професионалци кои што цел живот си ја работат работата, кои што си ги знаат тековите, знаат кај да прашаат, знаат како да стигнат до информациите, но фали менаџмент, фали управување и фали лидерство во овие институции кои што јас
искрено речено, добри 6-7 години веќе не го гледам. И сега оние кои се ваши критичари ќе речат дека па не беше совршено координиран безбедносниот систем ни во времето на владењето на ВМРО ДПМН, значи до 2016-та. И зошто сега да веруваме дека по промената на власта веќе навистина ќе се постават сериозни бази на безбедносен систем кои ќе бидат исклучиво и во интерес на заштита на македонските граѓани, на нашите државјани и на крајот на денот на целата држава, кој нема да биде повторно корумпиран и нема да работи во интерес на политичките потреби, цели и остварување на некакви задачи дадени од страна на владеачката гарнитура во тоа идно време. И јас не би влегол во одбрана на како било додека било ВМРО ДПМН на власт. Имало избори 2016 година на кои што ВМРО ДПМН не изгуби, но не формираше влада и ние веќе неколку години, веќе 5-6 година сме во опозиција и си ги плаќаме сметките кои што стигнуваат од тоа владење. И имало причина зашто луѓето излегле на тие избори, гласале како што гласали, во огромна бројка гласале за опозицијата. Не победиле, но гласале во огромна бројка. И сега власта има врската да ги поправа тие работи. Очигледно работите нешто не се поправени. Се многу влошени. Една многу едноставна споредба. Македонија во 2015 година се соочи со најголемиот мигрантски бран. Јас често кажувам, а тоа нашите странски партнери го потврдуваат, дека Македонија бранеше Европа од Европа. Зошто е тоа така? Затоа што мигрантите во Македонија влегуваа, го користам изразот мигранти, но сметам на незаконските мигранти, влегуваа од две европски граници, од Бугарија, но многу повеќе од Грција. И сега Македонија ја браниме Шенген зоната, значи тие треба потоцно да влезат низ Србија додат во Унгарија, односно во Германија и Австрија. Ние ја браниме таа Шенген зона од другата Шенген зона. Нашите граничари, безбедносни служби, полиција, војска беа на границата најмногу со Грција и таму регистрираа мигранти кои што влегуваат од Грција, не регистрирани. Така што и покажавме една страшна резилиентност на системот, кој што во време на насилни протести во Скопје, кај што се палеа владата, кај што се гаѓаше, кај што се палеше канцеларијата на претседателот, во време на диво населје, во исто време кога ни беа повредени специјалците за време на тие насилни протести пред влада, 3 дена потоа се случи диво населје во кој што беа убиени наши специјалци, наши безбедносни структури од страна на терористи. Во исто тоа време пола од системот се занимаваше со илјадници, стотици илјади луѓе кои што влегуваа нерегистрирани од Европска унија и требаше да проложат додат кон Европска унија. Во ситуацијата мислам дека покажавме не европски степен на развиеност, него покажавме европски степен на развиеност со балканска флексибилност. И мислам дека тоа покажа дека ние можеме, дека ние не сме најлоши, дека ние сме на исто ниво или можеби малку подобри од некои европски држави во справување со овој проблем. Не велам дека било совршено, не викам дека било најдобро што можело. Ние го имаме и прислушкувањето кое што ни остана како црно петно од тоа време. Да, но во однос на мигрантската криза имаме и признание дека ова е европски проблем на кој што ние одговоривме. Ние сега имаме светски проблем на кој што не се бара одговор од нас за Украина, ние да го решаваме спорот во Украина. Од нас се бара како ние внатре да се заштитиме од нормалните очигледните влијанија, политички, безбедносни, разузнавачки, какви сакат. Јас не гледам стратегија во таа област. Не гледам дека ние имаме правец во областа на безбедноста, дека нема, прво не остасува визија, што сакаме да постигнеме, а потоа не остасува справување со корупцијата и професионализација. Да се случеше тој ветинг како што треба при создавањето на Агенцијата за национална безбедност, ние ќе имавме сериозна служба. Моje мислење е дека ние со тој ветинг само ја дорасипавме службата, само го дорасипавме системот на безбедност. Да се вратиме многу кусо на темата Бугарија, мислам тоа и не е централна тема практично во овој интервју и најактуелна деновива. Подпредседателот на ВМРО ДПМН Николовски уште еднаш повтори вчера, ако не грешам, дека на бројката на десетици пресуди од Страсбург против Бугарија кој би требало да ги имплементира, односно да ги спроведе на низина територија и во низиното законодавство, но тоа не се случува. И сега во исто време ги знаеме и позициите на ВМРО ДПМН е дека отворање на уставот и негова промена не е мандат, не е дел од мандатот на овој пратенички состав. Едната страна и втората дека под овие услови не се можни уставни измени, односно воопшто отворање на уставот. Дали можеби идната влада на ВМРО ДПМН ќе ги постави како еден од
приоритетните услови кои Бугарија ќе мора да ги исполни, тоа се пресудите. Впрочем, тие ги засегаат македонското малцинство таму, како основен услов, еден од основните услови да ние тука го отвориме уставот, односно владата нова и новото парламентарно мнозинство предводено од вас да ги спроведе уставните измени. Ако Бугарија ги спроведе пресудите од Страсбург. Искра, веднаш прво да одговорам, затоа што ова прашање го добивам секојдневно, додека се вакви околностите и додека е ова парламентарно мнозинство на власт или овој состав на парламентот, уставни промени нема да има. Тоа сакам да бидам целосно јасен, затоа што граѓаните го поставуваат како прашање имајќи го оние црни чувства од периодот на Преспа. Добро, тоа и власта го форсира секојдневно дека се пратеници, па е некој европско крило внатре во ВМРО-ДПМН, дека овие другите се многу европјани во ДУИ, во СДСМ, тоа е европска влада голема. Овие европјани имало такви исто европјани викаат и во ВМРО-ДПМН. Да бидам целосно јасен и прецизен, нашите пратеници нема да гласаат во вакви околности со ова парламентарно мнозинство да гласаат за уставните промени. Сега, што би бил планот понатаму? Ние се соочуваме со сериозен проблем кој што ни го наметна СДСМ. Тоа е што тие се договорија дека билатералниот договор со Бугарија, кој што ние го имаме, кој што требаше да донесе пријателство, соработка, проекти во образованието и културата, сега ние ставен во преговарачката рамка и нашите тоа го прифатиле, така да биде. Нашите велам нашата влада. Ние со тој проблем се соочуваме затоа што нема да почнеме преговори додека не го промениме уставот, ставот на Бугарија. И ќе мора како партија, како сериозна државотворна партија која што претендира да дојде на власт и да ги решава овие проблеми, да го решиме и овој проблем. Како што ќе се справуваме со корупција, со низок животен стандард, со неостаток на инвестиции, ќе мора да се справуваме и со ова прашање. И ние не бегаме од решавање на ова прашање. Но мора да видиме како ќе го заштитиме македонскиот национален идентитет, како ќе се заштитиме од други побарувања од страна на Бугарија во процесот на проширување, затоа што е нашиот страв? Многу едноставно. Ќе ги почнеме преговорите, еве ќе го промениме уставот, затоа што не знам дека има некој во Македонија кој што има нешто против неговиот сограѓанин бугарин, црногорец, хрват. Ние не сме народ кој што си има проблеми со своите соседи. Како што сме ги имаме албанците, турците, ромите, власите и другите во уставот, мислам дека нашите граѓани немаат проблем со другите граѓани во Македонија. Но проблемот е дали истите тие луѓе, истата таа држава ги поддржува нашите граѓани таму, но и нашите граѓани тука. Затоа што стравот наше дека ќе почнеме со преговорите и дека на првиот свиок повторно ќе имаме кочење од страна на Бугарија, но сега по некој друг основ. Гоце Делчев, ќе признаете под наводници дека е бугарин или нема да продолжите да преговарате? Впрочем, гледаме како се признаете дека не постои македонски јазик, јазик, дека македонскиот јазик е форма на бугарскиот, или нема да има понатаму преговори во делот на култура. Ќе признаете дека вашите баби, прабаби до 45-та биле бугари, под 45-та со политички декрет на Тито станале македонци. Или нема да разговараме за заштита на животната средина. Од тоа се плашим. И тоа мора да го превенираме. Како? Се додека ние не најдеме начин тоа да го превенираме, не смееме да го чепкаме уставот. Начинот е да најдеме модалитети европски со кои што ќе се гарантира дека никој нема да не чепка во нашиот идентитет, јазик, припадност, културна, национална, се до пристапувањето во Европската унија. Значи дека патот од денеска до Европската унија ќе ни биде чист во таа смисла. Секој може нормално од Македонија да бара исполнување на критериуми во здравство, во култура, во животна средина, во корупција, во борба против таа корупција, во правосудство и треба да бараат. Треба утре да излезе Холандија и да рече до тука сте стигнати на Transparency International, мора да стигнете до 60-то место најмалку за да продолжите понатаму. Добро, ќе се ја завршиме домашната работа, тоа е заради нас, добро е за нас и ќе речеме доаѓаме 25-та година, гледате, ние успеавме, ги решивме овие работи, сега може ли да продолжиме понатака, затоа што тие се членови на клубот. Но ако во тој клуб седат луѓе кои што велат, Стефан, утре мора да кажеш дека твојата прабаба и прадедо биле бугари и само така ние можеме да те прифатиме на овој состанок да продолжиш да преговараш со нас, тоа за мене е услов од кој што нема шанси да се согласам. Ние не смееме да дозволиме да станеме членки на Европска унија, а да престанеме да бидеме македонци.
Јас во таква политика не сакам да учествувам, а мислам дека и огромното мнозинство македонски граѓани, сите македонски граѓани ќе да учествуваат во тоа. Вклучувајќи ги сите заедници што не се македонци во Македонија, не би прифатиле да ние изгубиме Македонија, а да добиеме Европската унија. Дури никој не верувам од оние кои се согласија со промена на уставното име. Како и да е. Велите европски модалитет на гаранција, така беше фраза во делот одговорот. Тоа значи дека Европска унија треба, најпластично ве прашувам, како ЕУ, да напише на лист дека гарантира, што е по дефолт неможно, бидејќи такви гаранции Европската унија не дава. Зошто? Затоа што зависи од сите земји членки, кои пак од друга страна некои можат, сакаат, некои не сакаат и не можат. Мислам, писмено да напишат дека ние гарантираме оти како членка, нема да ја поддржиме Бугарија, Холандија, Германија. Нели? Во притисоците што ви ги прави, додека не ги исполни тие, додека не почнат преговорите, така натаму условите ние не ги исполнуваме. Или она сето што го кажавте пред малку. Какви гаранции се тие европски модалитети по европски модалитет? Што значи тоа? Прво мора да знаеме дека нашава ситуација е уникатна, за жал. Ние немаме европска рамка која што значи исполнете ги мастришките критериуми и критериумите од Копенхаген и вие станувате членка. Со самото тоа што Европската унија дозволила да ние бидеме уникат, ние можеме да бараме и уникатни решенија на нашиот случај. Затоа што проблемот е уникатен. Никогаш никој до сега во своето пристапување, земете Бугарија, земете Хрватска, вратете се назад, земете и Грција, немал билатерален проблем кој што го имал со друга држава, разрешуван под наводници, со билатерален договор да биде дел од неговите преговори. На тој начин ние мора да разговараме со нашите европски партнери, да ни дадат решение, заедно да смислиме пакет на решенија. Мислам дека со едно решение, со еден чекор, со една декларација, со една резолуција тоа не може да се реши, но со пакет на решенија, со пристап кој што е правилен, кој што е сериозен и кој што е доблесен, ние можеме да изградиме еден пакет во кој што можеме да одиме напред. Дали имам целосно решение на проблемот во моментот во глава? Немам. Дали сум можеби млад па имам идеалистички видувања на овој случај? Мислам дека не е случај, затоа што Македонија имала и порано препреки, па знаела да се справи и да се повлече. На Македонија еднаш беше забрането пристапувањето кон Обединетите нации, па се правеа промени, се правеа притисоци и одлуки од страна на Европската заедница, па малку се смени тој став кон Македонија. Така што имало и позитивни и негативни примери во минатото, имало и примери во кои што држави влегували и излегувале од билатерални договори, би оставил времето да покажат да ги имаме тие избори кои што ги бараме, затоа што оваа влада ова не може да го направи. Ова е што кога ВМРО ДПМН ќе дојде на власт, кој што е веќе сериозен чекор напред. Да, но очајничката сутива која народот е... Јас ги разбирам граѓаните и затоа и се трудам да објаснувам хипотетички случаи. Инаку би рекол, ова е хипотетичко прашање, оставете некој ќе дојдеме, ќе ви кажеме како, но не е фер према граѓаните, затоа што ние на избори ќе излеземе со програма. Таа програма ќе има решенија, политики за најгорливите прашања на граѓаните. А ова е едно од прашањата кои што им се многу важни на граѓаните и ние во таа програма за избори во детали, многу прецизно, многу посветено ќе работиме на овој дел и ќе го објасниме. И ние само со добиен мандат ќе одиме кон решение. Затоа што ако мандат добие партија која што вели ние сакаме со Северна Кореја да се врземе и дека ние сакаме да признаеме Палестина, да затвориме врата за Израел како партнер и за западниот свет, ќе го признаеме постоењето на Палестина и луѓето гласаат за оваа политичка опција, тогаш тие ќе имаат одговорност тоа да го остварат. Граѓаните гласале 400-500 илјади за тие луѓе и тие ќе треба да се реализираат. Ние како ВМРО ДПМН сме познати дека тоа што ќе оставиме во програма го реализираме. Тоа ни останало, уште ми се чини од 90-тите години, ако нешто кажеме дека вака ќе го тераме, така го тераме. Што принципилно и треба така да биде впрочем. Па се надевам јас дека сите политички партии така, но сега во моментов на пример имате политички партии кои што ветуваа европски сон, повисоки плати, европско здравство, но не гледаме реализација на тоа и во исто време никој од политичките партии во моментов на власт немаше ветување во програма или определба дека тој ќе го смени уставот за да ги вклучи бугарите, а со тоа да прогресира на европскиот пат. Не го зборуваа, веќе ги отворивме преговорите, така пише во програмата на СДСМ од 2020 година. Веќе ги отворивме и тоа знам и на која страница сум ги отварал. Веќе ги отворивме преговорите со Европска унија, до тогаш и тогаш ќе ги завршиме. Тоа 2020
беше на изборите. Веројатно тоа е само единствената временска рамка за никој нивен проект која што де Да, факто и не е ги реализирана. отворивме и сега одеднаш не ги отворивме, ама треба го сменим уставот, ама ВМРО ДПМН е виновно што треба го сменим уставот и сега ВМРО треба да гласа. Не може така. Така не одат работите. Затоа што ние понудивме работна група. Понудивме додека траја преговорите, кога немаа прифатено вакви работи небулозни, ние им рековме еве ги нашите најдобри експерти кои што најмногу го познаваат ова бугарско прашање, кои што најмногу познаваат преговори и меѓународни односи, сакаме да ви помогнеме, еве ги дел од 5 тогаш работни групи, еве нека биде таа работна група, не прифатија и влетаа во офсайт и сега ВМРО ДПМН е тоа кој што треба да го оправдува нивниот офсайт. Нема да го оправдуваме. Јас отворено кажувам дека овие наши пратеници, сите кои што се во собранието, ваков тип на патека нема да одат. Ние ќе дефинираме нов тип на патека, пак во Европската унија, кој што ќе значи почитување на македонскиот национален идентитет. И само на тој начин напред. Да, ги споменавте изборите, тоа е нашата следна тема и ја почнуваме, отвараме веднаш покусата пауза за реклами, почитување останете на Алфа, се враќаме за многу кратко. Добро дојдовте назад. Вечерва во Што не е јасно е секретарот за меѓународна соработка на ВМРО ДПМН Стефан Андоновски. За оние кои сега се вклучуваат, ја дискутиравме ситуацијата со Бугарија, што е она што може да очекуваме од нив како предводници на идната влада и како ќе се реши овој проблем, но прети се треба да дојдат на власта, за тоа ни се необходни избори, предвремени или не е темата која што е исто така актуелна изминатиот период. И она што мене, а и граѓаните ги интересира, господин Андоновски, зошто е толку тешко да се бутне една ваква влада која има мизерен рейтинг и нема ден без скандал. Зошто е толку тешко? Слушнавме повеќе пати дека се креираше, се стигна до некое ново парламентарно мнозинство, па потоа тоа не се случи. Очигледни се калкулациите на малите партии кои во овој случај и вам ви значат во креирањето на ново парламентарно мнозинство до предизборниот период. Ги гледаме нивните калкулации, тоа се партии кои според мен, ова е лична моја анализа и впечаток, партии кои се приврзоци, кои не покажаа во ниту еден момент сериозна идентитетска зрелост, стабилност политичка и еден кредибилитет. Тоа е лично мое мислење. Но ајде да се вратам на прашањето, зошто беше волку тешко досега да се бутне оваа власт? Прво, состојбата во собранието не отсликува реалноста на терен. Состојбата во собранието е таква да бројките се како што се. Секоја од партиите има колку што има пратеници и тоа не е реалната слика споредено со какви се рейтинзите или анкетите. Например, оваа влада ја поддржуваат помалку од 10% од граѓаните, а таа има 60 на пратеници. Така што едното со другото не оди, но е политичка реалност во која што се наоѓаме и власта е подготвена да направи се или да бидам попрецизен, било што, само да се задржи ден повеќе на својата функција и ова било што се однесува на уцени, на закани, на пакување луѓе и криење во определени вили, на дури бевме сведоци за време на преспанскиот процес притворање на пратеници, па потоа вадење од притвор, на кривични пријави и како таква вие мора а од друга страна имате опозиција која што користи демократски алатки, кој што користи политички дозволени алатки. Едното со другото се бори. И таа борба е тешка, долготрајна, фрустрирачка. Сметајте дека ако граѓаните се чувствуваат фрустрирано зошто не ги донесете до избори, замислете како се чувствуваат луѓето кои што се обидуваат тоа да го прават секојдневно. А се обидуваме, не е дека не се обидуваме. И сега се враќам на почетокот на вашето прашање, избори не се потребни на ВМРО ДПМН. Многу повеќе од ВМРО ДПМН избори им се потребни на граѓаните. Затоа што ако ги прашате на анкета, граѓаните над 75% сметаат дека Македонија оди во погрешна насока со оваа влада. И ако ги прашате дали сте подготвени во недела да гласате, дека сигурно би гласале и многу веројатно би гласале, ќе ви одговорат повеќе од 70% од тие граѓани. Што значи дека општеството е зрело за избори. И јас секој ден ги добивам тие прашања кога ќе бидат изборите. Дали можеме побрзо да стигнеме до избори? Затоа што дека владава е европска, веруваат само тие внатре во владата. Не знам што е европско, например, во случајот Онишченко давање пасош на човек кој што е на црната листа на Соединетите американски држави. Не знам што е европско кога МВР на Македонија, членка на НАТО,
купува IT опрема од фирмата на Додик во Република Српска, еден од најголемите поддржувачи или пропоненти на Путин на Балканот. Не знам што е европско во бегствата од затвори, кои што на филмски начин се случуваат, а во кои што се вклучени највисоки соработници на оваа моментална власт. Или тепачките на директорите на затвори кои што се случуваат низ Европа кога тие не знам како гостуваат на македонските надпревари во Ракомет. Не знам што е европско во тендерите кои што се во 4 очи и не знам што е европско на пример во фаќањето на повторно блиски соработници на оваа влада во транспорт на марихуана и тоа фатени од нашите најголеми партнери и поддржувачи безбедносни служби на други држави во центар, во средина на Македонија, на пат Прилеп Росоман. И сите овие работи не знам како ја прават европска оваа влада и во исто време како може определени партии како објаснување зошто би се приклучиле на оваа влада или зошто ја поддржуваат се уште оваа влада да кажуваат дека тоа е европскиот пат. Ако е ова европскиот пат. Ако ова значи дека оваа влада е европска. Многу е европски дека треба министерот Дуи да бара средства од финансиски средства од нашите бизнис стопанство и бизнисмени кои што постојат во Македонија за да им заврши определена работа. Така што не знам што е европско оваа влада која што ја води Дуи напред. Ако политичките партии сметат дека ова е европскиот концепт, ние сметаме се поинаку. И нека им ја со среќа, нека тераат со оваа европска влада до било какви избори имаме помалку од 500 дена. Дури и да изборите бидат регуларни, има помалку од 500 дена. Ако сметаат дека оваа влада е европска и ова е патот, нека тераат по овој пат. А граѓаните ќе си го кажат мислењето, кој што веќе јасно и гласно го кажуваат на анкети, го кажуваат на улица, на пазар, кај да отидете во некој ресторан, истото ќе ви го кажат сите граѓани. Вака не ја бива и мора да има промени. Единствено на штета на чива штета би биле редовните избори ако се чека, тоа е на СДСМ. Барем може да прво ќе биде на Македонија, Јас мислам дека еден ден подолго власт на Дуи на СДСМ, значи 10 дена повеќе дека ќе ни треба да ги оправаме работите што тие ќе изгрешат секој ден. Значи секој еден ден за нив ќе бара 10 дена, минимум 10 дена оправање на тоа што ќе изгрешат тој ден. Туку на анкетите се гледа дека ние можевме да бидеме како партија во многу комотна ситуација. Освоивме многу градоначалнички места во 2021 година. Навистина тоа мокотрпна работа на локално ниво, која што навистина зема сериозен дел од ресурсите, од времето и така натаму. И можевме да тераме работата на локално ниво како што треба, што анкетите покажуваат дека е во правилна насока. Се уште нема одскок таков како што ние би сакале да видиме, но поддршката за работата на локалните функционери, особено во изборните единици кај што ВМРО ДПМН има мнозинство, е многу сериозна, зголемена за 10 на 15% од ланската година, значи луѓето сметаат дека подобро се работи и ние можевме на ова да се фокусираме и да чекаме, има коментари, чекајте, они ќе сгрешат, затоа што СДСМ нема што да понуди. И тие постојано влегуваат од кикс во кикс, од едно затворско бегство до друго затворско бегство, од една тепачка која што организираат до друга, од еден безбедносен скандал во друг. И ние имаше коментари, особено вака од јавноста, почекајте уште до 2024, тие сигурно ќе сгрешат, ќе падне поддршката, ќе станат трета македонска партија од втора и нема да постојат после следните избори. Но тоа не е државнички. Така. Ние имаме обврска како партија која што е меѓу првите која што се втемелила во политичкиот систем на Македонија. Сме имале можност, шанса и одговорност да ја водиме државата неколку наврати и ќе имаме пак можност и мора сериозно да влеземе во тоа. И затоа влегуваме со план, затоа дури влегувавме и со помош на оваа влада, кога ќе видиме финансиска, економска, енергетска криза, се сеќавате на мерките кои што ги предлагаат пратениците, особено на мерките кои што председател Мицковски ги развиваше во делот на енергетиката. Тоа не е со цел да му помогнеме на Ковачевски, тоа е со цел да ја помогнеме на државата, на граѓаните, за да го поминат периодов додека дојдеме до избори, додека нас не ни биде дадена целосната шанса да се справуваме со овие предизвици. И наша обврска ќе биде после да покажеме дека сме уште посериозни од тоа што сме биле во опозиција. Одговорноста имаат секако сите, понудивте решенија, колку тоа се прифати, дали како што сведочевме, пишувавме и народот виде. И сега, во целава оваа констелација, зошто инсистирам на овие помали партии, еве, ќе ги вклучам сега и оние од политичкиот блок на албанската заедница, заради тоа што тоа се партии од кои зависеше дали и како ќе успее оваа власт да се одржи или ќе
беше многу лесно урнисана и ќе можеше нели да се даде шанса на избори или на нов начин, на нова гарнитура која што ќе ја преземеше работата во сопствени раце, па поинаку ќе се решава нештата. И сега колку е реално можна да се тргнат на страна сите тие мали коалициони партнери во актуелната власт да не се закачат и на идната, за да би можела, односно колку реално е тоа воопшто можно, за да може ВМРО ДПМН да има една сериозна доминација и една апсолутна одговорност да ги носи сите овие стратешки болни процеси кои ќе следат, а ќе бидат болни како реформски во иднина, или сепак ќе се дозволи да еве и тие може да речат, например, како една ЛДП, како Демократски сојуз и така натаму, или Дом, слично не ЛДП, како и да е, оние вообичаени коалициони партнери кои беа дел од власте кога ја водеше и ВМРО ДПМН, и сега пак да се предомислат и да бидат пак дел од новата власт, тоа е едниот дел од прашањето, а вториот е колку реално овие ситуации кои сега се актуелни околу Алијанса за албанците го мати евентуалниот, односно идниот пакет владеачки предводен од ВМРО ДПМН. Првиот дел од прашањето, ова ќе зависи најмногу од граѓаните, особено ќе зависи од граѓаните кои што велат оваа влада треба да замине, ама не знам ВМРО ДПМН дали ќе ги исполни и сите мои очекувања. И има такви граѓани кои што велат многу сте млаки, СДСМ не чини тоа секако, ама вие сте многу млаки и ќе седам дома, нема да гласам за никого. Ако ни се случат вакви граѓани во голема бројка, ја сега пред време ја кажам ситуацијата што не би сакал да се случи, тогаш политичката сцена може да биде секаква. Можеме да имаме секакви резултати. Но јас верувам дека македонските граѓани некогаш можеби ќе сгрешат, но во клучни моменти за државата правеле вистински избор. Особено тука се навраќам на локалните избори, македонските граѓани сами го испратија заев во историја. Затоа што на тие избори кои што никој не ги сметаше за толку релевантни, гласаа како што гласаа, дури повеќе од сите анкети кои што предвидуваа за опозиција. И со тоа гласање за опозиција успеа да го пратат заев во историја. Мислам дека дури најголемите оптимисти не очекува дека заев после локални избори ќе се замине, но тоа се случи. Тоа се случи. И таков еден чекор, ако се случи на следните избори, парламентарни, и македонските граѓани силно, во голема мера, гласаат за опозиција, ние ќе имаме чиста слика после изборите и нема да имаме уцени. Многу поважно, ќе успееме дуи да го пратиме во опозиција, каде што сега веќе му е местото. После 20 години практикување власт со еден мал исклучок кога ВМРО ДПМН формираше влада во 2006. Така што тоа зависи од македонските граѓани најмногу. Затоа што ние ќе направиме програма, таа програма ќе ја браниме пред граѓаните, ќе објаснуваме, но на крајот гласачот е суверенот. Гласачот е газдата во оваа држава, да бидам најпластичен. После тие избори, кога ќе ги видиме бројките, ние ќе знаеме како можеме да постапуваме. Што се однесува до вториот дел, Алијанса за албанците води една чудна траекторија сега, или еден чуден настап, ако можам да го преведам во естрада, значи малку и делува на политичка естрада. Затоа што тие на локалните избори и се уште се анти-ДУИ партија. Тие беа алтернативата на тоа што беше владењето на ДУИ. Инаку би биле дел од ДУИ или од структурите или понатаму, или пак би биле дел и од ДПА, затоа што дел од нив излега од Демократската партија на албанците на Мендух Тачи, во моментот кога тој остана со ДУИ, кога тој остана во таа коалиција. И очекувано беше да бидат опозиција на ДУИ. Ние ништо повеќе ни во разговорите со нив кога поддржувавме нивни кандидати, не сме ни барале, не сме ни дискутирале ништо повеќе од тоа. Дали сте опозиција на ова сега што се случува? Да сме. И како такви тие ги добија граѓаните или гласот на граѓаните. Да не заборавиме дека два пати Таравари станува градоначалник на Гостивар со гласовите и на ВМРО ДПМН. Така. Исто не треба да се заборави дека Таравари имаше една екскурзија како министер за здравство пред да биде градоначалник во влада предводена од СДСМ, но ајде ќе речеме тоа беше едно друго време. Сега работите беа многу чисти и граѓаните гласаа на локалните избори анти-ДУИ, гласајќи за Алијанса за албанците. Влегување во влада на по нивните оптимистички сценарија најмногу 500 дена до избори. Да имаме редовни избори. Иако јас се уште верувам во предвремени избори. Но и да имаме редовни избори, 500 дена пред завршување, а да кажувате дека влегувате заради европска агенда за која што зборував, или влегувате заради антикорупцијска агенда со ДУИ главен носител на власта,
Ја не знам зашто зборуваат. Искрено ми е нејасно. Единствено објаснување кое што го имаме, ми недостасуваат директорски места за моите директори, ми недостасуваат некои министерства, некој заменик министерско место, некој државен секретар, неколку вработувања ќе си спакувам и ќе бидам мирен до изборите, па на избори пак ќе излезам и ќе викам јас сум анти-дуи партија. Јас тоа не знам како е возможно. Не знам политичкиот албанец, ова во смисла е албанецот кој што гласа на избори, дека толку го подценуваат и дека тој ќе рече аха да, ти си анти-дуи, иако последниве 500 дена влезе во влада, не знам како би можел да го објаснам. Ако го објаснуваат со 80 пратеници за промена на уставот, па ние поддржуваме европска агенда, пак не го разбирам зашо и цела алијанса да влезе, а не сум сигурен дека тоа би се случило, пак бројките не се до 80. Така што единствено објаснување кое што го имам во моментов е класично користолюбие од власта или властолюбие, така наречено, во кое што се бројат директорските места, а не се брои програмот. Добро, можам ли е реално обединување или создавање на соодветен опонент во опозицијскиот блок на албанската заедница на ДУИ? Мислам дека е возможен, затоа што многу е сериозна опозицијата кај граѓаните на тоа што се случува, кај граѓаните албанци. Граѓаните албанци или се иселуваат, добива од сето ова што се случува во опозицијскиот блок. Па најмногу ќар и од потенцијално влегување, не знам уште што е планот на алијанса и затоа не сакам да влегувам во нивните лични одлуки, но единствено објаснување кое што единствена придобивка која што има е Артан Груби и Али Ахмети, затоа што ќе се стабилизира нивните внатрепартиски проблеми нема да бидат толку видливи, ќе се припокријат со овие пратеници од алијанса и внатрепартиските проблеми кои што си ги има СДСМ во нивниот внатрешни недоразбирања. Поранешна власт, сегашна власт, поранешни функционери, сегашни функционери и они ќе ги покријат привремено со едно кебе од алијанса овие внатрешни проблеми кои што имаат. И тоа е единствениот ќар кој што може да го имаат. Ниту ќе стигнат до уставни измени, ниту ќе стигнат до некоја не знам каква стабилност во собранието. Но за алијанса по мене ова ќе биде поразително како фактор. Нека го земат примерот на крајот на криштата од алтернатива, која што на последните анкети не постои во изборот, затоа што граѓаните не ја препознаваат нивната политика. За разлика од тоа, граѓаните со сериозна бројка гласа за нивните кандидати, например во Чаир, во Сарај на локалните избори, но сега тоа не го гледам. Дали ќе се формира опозицијски фронт на албанците, искрено се надевам, затоа што има потенцијал од граѓаните албанци кои што не се задоволни, кои што се иселуваат во многу посериозна бројка од што се иселуваат нивните сограѓани македонци. Повторна тоа статистика, не се наши. Дали ќе може, да, не се мои анализи, тоа е цензус, тоа се бројки, но дали ќе има сила која што ќе успее да ги атомизира, искрено се надевам, затоа што тоа е здраво за демократијата, не за ништо друго. Тук покажаа дека може да се случи во Тетово. Покажаа дека така знаат да гласаат и во Гостивар. Има простор за таков, има терен за таков надпревар и јас се надам дека ќе смогнат сили вистинските албански опозицијски партии. Алијанса уште има шансата да биде предводник на тие процеси ако не ја сгреши, но тоа е сепак нивна партиска проценка. Ако ја сгрешат, тогаш се надам дека ќе се појави друга опозицијска сила која што ќе успее тој глас да го атомизира. Многу кусо, ќе ве замолам последно прашање за крај. Пораките на американската амбасадорка меѓу последните е и таа дека да, болен е процесот на уставни измени, но ќе мора да се направи. Позициите ги кажавте да не се повторуваме. Оваа нејзина порака во контекст на регионалните случувања Србија, Косово, ги знаеме случувањата во Србија под какви притисоци е Вучич, иако тој предлог фамозен не се слушна во детали, меѓутоа барем излезе и директно објасни под каков притисок е. Ги знаеме случувањата на релација ЕУ Босна и Херцеговина, Црна Гора, значи ние како геостратешка точка сме на раскрсница, сме тука каде што сме и сме важни колку и да можеби не се свесни граѓаните или не. И сега на крајот на денот мислите дека можеме да се избориме како држава штитејќи ги националните интереси против сите овие, сега против е можеби силен збор, но во сите овие констелации геополитички? Сепак ќе успееме. Да, голямо е за на крај, бара цела емисија, и може и повеќе од една емисија, затоа што ама е навистина важно и навистина. И дали силата на граѓаните може да го изведе сето ова, за кое што зборуваме изминативе 50 минути? Во време на војна, за прв пат на европскиот континент после многу долги години, да не речам после Втора светска војна, би сгрешил затоа што би ги пренебрегнал војната во Босна и Херцеговина во 90-тите. Чувствата и плановите и
прагмата на светските политичари е многу изострена и никој нема баш многу време да се занимава со мали држави. И затоа е оваа начелна дрскост која што ја гледаме од големите играчи. Тоа може да го видите на свет. Никој веќе нема да чека на некого, затоа што војна е. И тоа на две многу сериозни држави во Европа, огромни држави, кои што беа перцепирани како пријателски, како братски, зборувам историски, не зборувам во последните 20 на години. Така што треба да се биде многу внимателен во оваа ситуација, но не треба да се брза. Затоа што македонското прашање, особено во очи на Бугарија, не е прашање кое што е старо 2 години, 3 години, ако така сакаат да ни наметнат. Ај малку уставни промени. Уставни промени се барање од 2019 година. Јас често тоа го повторувам. Од 2019 година. А негирање на македонскиот идентитет е од 19 век. И никој не смее едното со другото да стави равенство. Мора да се поделат тие две работи и да гледаме како да го заштитиме ова што ни е од 18 век проблем. Како да си го решаваме проблемот? Затоа што никој за вас нема да се грижи. Јас тоа често го кажам. Брутални се меѓународните односи. Брутални. И секој исклучиво се грижи за сопствените интереси, нема љубов во меѓународните односи. Но вие мора да си ги штитите своите. Нашите интереси се стари интереси. Ние си ги имаме одамна, проблемот си го имаме одамна, си го носиме како бреме, го носеле генерации во потешко време. Зошто во Втора светска војна македонците не рекле добро, од утре ќе бидеме бугари и ќе се приспоиме кон Бугарија и ќе станеме бугари и барем така ќе си ги истераме работите. Не, рекле ние сме македонци и зашто вие сакате да не уништите, а вие сте фашисти, сме и антифашисти. Ќе се бориме и против вас. Било многу потешко од ова време кое што е денеска. Нова генерација си има обврска да си го заштити македонскиот национален идентитет. И мораме да го направиме тоа, независно какви се бурите и времињата. Нашиот брод мора да продолжи да плови. Стефан Андоновски, ви благодарам што бевте дел од Што не е јасно вечер. Ви благодарам јас многу на поканата. Почитувани, убедена сум дека останавте тука каде што сте. Останете на иста таква фреквенција и вечерва и сите часови во иднин Алфа има што да ви понуди, а јас и вие се гледаме во истото време утре петок. Поздрав!